Со низа свечености и манифестации и со полагање свежо цвеќе на могилата на непобедените, алејата на народните херои и споменикот Жена Бурец во паркот на Револуцијата, на споменикот Карпалак, како и на спомениците на Методи Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, Пере Тошев и Ѓорче Петров, во Прилеп достојно беше одбележан Денот на независноста на Република Македонија 8 септември. Градоначалникот Јовановски честитајќи им го на граѓаните како што рече најсветлиот датум од современата историја на нашата држава 8 септември, истакна дека во сите 27 години независност граѓаните секогаш го избирале вистинскиот пат за решавање на проблемите. Следните 27 години после тој референдум имаше многу предизвици во нашата држава, ама нашиот народ и нашите граѓани секогаш го избираат вистинскиот пат и начин на решавање на проблемите. Во овој временски период се развиваше државата, се развиваше општеството, се разви демократијата. Плурализмот исто така даде голем напредок во развојот на македонската држава. Денес сме горди на Илинден, на Асном, на референдумот од 91-ва. Председателот на Советот Талевски во своето обраќање истакна дека граѓаните се исправени пред уште еден голем предизвик за градење на современа независна и економски слободна Република Македонија. Да бидеме рамо до рамо со државите, со најмоќни држави во Европа и во светот. Ќе го исполниме приоритетот на нашите предци, а тоа е да имаме современа, независна и економски слободна Република Македонија. Нека ни е честит 8 септември, денот на независноста на нашата татковина. Нека е честит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На денешен ден, во 1991 година, македонскиот народ се одлучи за независна и самостојна Република Македонија. На денешен ден се оствари вековниот сон на македонскиот народ за самостојна и сопствена Република Македонија. Токму во годините кога очекувавме дека ќе работиме на развој и економски напредок, соочени сме со предизвикот да трпиме политички геноцид и уцена на македонската нација. Председателот на Прилепскиот сојуз на борци Круме Соколовски порача младите генерации да не ја заборават жртвата на илинденците и борците од народно-слободителната борба, без кои немаше да ја имаме денешната слободна и независна Македонија. Останува сегашни генерации и млади генерации да го почитуваат споменот и сеќавањето на тие настани и секогаш да го почитуваме овој празник, да ја почитуваме независноста на нашата држава со сите институции за еден подобар просперитет. Покрај градоначалникот на општина Прилеп и председателот на општинскиот совет, цвеќе положија и представници на Сојузот на борци, на политички партии и здруженија на граѓани. Во програмата за одбележување на Денот на независноста, со точка наменета за најмладите, се вклучи и јавната општинска установа Детска градинка Наша иднина. А во саботата, вечерта на платото пред градскиот сад, беше организиран забавен дел, на кој со избор на добро познати рефрени од македонската и светската музичка сцена настапија Марија Јаковлеска, Анастасија Христоска, како и попрок кавер бендот The Force со избор на музика за сите генерации. А вечерта беше заокружена со сет на DJ Дейв Шварц, еден од најмладите и најдобри диџеи во регионот.